доктор Наташа ни беше гостинка во утринската на Канал 5 на мене и на Милена. Јас искрено никогаш порано не слушнав за таа докторка, иако има навистина многу сериозни научни трудови кои што ги сработила, има многу презентации надвор од нашиве граници и само се подготвив убаво за емисијата, ама никогаш нели порано немав слушнато за неа. Пред да почне емисијата, таа ми приде многу културно, многу љубезно и вели: "Цеце, не сакам погрешно да ме сватиш, но мислам дека треба да дојдеш кај мене на третман, да пробаме, да видиме, мислам дека косата може да ти порасте." И јас не сакав да ја навредам, мислам таа воопшто не ме навреди, нели зошто, баш убав и беше пристапот, меѓутоа јас имам пробано и ностоп кажувам, сум пробала се што и навистина ми е веќе преку глава, па некако инсистираше, ама фино инсистираше, не знам како да објаснам, некако ми влија надеж дека можеби треба да пробам. И најпрво нели викав не, ама како што течеше емисијата, сега јас нели ви правиме тука интервју на докторката, ама паралелно размислувам дека можеби сакам да пробам, затоа што вистината е дека јас сакам да имам коса, само што немам проблеми со тоа што немам. И завршува емисијата, јас велам: "Докторке, готово, јас доаѓам кај вас, што биде нека биде." Ама велам утре ќе дојдам, ако не дојдам утре ништо не правим. И така следниот ден појдов на преглед. Најпрво направив некои испитувања нели да се види целата моја здравствена состојба. Првиот пристап најмногу ми се допадна искрено, затоа што е првата докторка која што генерално каде што сум била, која што сакала да го испита целиот мој здравствен систем за да видиме од каде што како потекнува, бидејќи претходно цело време докторите се оградувале со тоа дека е автоимуно заболување и дека тоа е тоа, или ќе порасне или нема да порасне. Не сум правила некои спектакуларни нели испитувања. Тука се покажа некои параметри како послави, ми даде некоја соодветна терапија, одам на некои ласерски третмани. Не знам за точно баш да објаснам што се прави, ми се допаѓа индивидуалниот пристап на докторката. Значи, секој кој што појде таму по моја препорака, не го доби истиот третман, туку го доби тоа што му е потребно. И сега, за сега, мислам, иако не сум вака бушава, ама се забележува дека имам навистина нови бели влакна и сум среќна за тоа, ама не сакам премногу да се радувам, затоа што секогаш кога сум се радувала, потоа ми паѓала косата. Сега ќе видиме. Ако порасне, ако не, цеце ми подава истото. Какво ти беше чувството кога дозна дека постои можност, еве вистина некој кој што е стручен да ти каже со сигурност дека има надеж? Какво ми беше чувството? Не знаев дали до крај да верувам, еве ќе бидам баш искрена, не знаев дали да верувам, дали да се радувам однапред или да почекам малку, ама некако докторката беше премногу ентузијастична, особено затоа што вели ти си доста специфичен случај, во кој што нели целата глава рече си ми е без коса и е незен вистински предизвик. Рече: "Дај ни 3 месеци, треба многу трпение, косата ни расте брзо и сите вие знаете нели кога ќе се шишате, веројатно ви треба малку повеќе време додека да порасне повторно, а кај мене па тоа уште подолг процес." И јас велам, јас во животов ако нешто сум научила тоа е дека треба да имам трпение и овие први речиси 3 месеци така некако со трпение ги поменав и еве после 3 месеци има некои резултати кои што за жал сега вака на камера не се видливи, ама таа може да ги види и јас ги гледам и ги чувствувам и се надевам дека и беливе влакна ќе поцрнат и ете јас ќе имам коса. Кажа дека правиш конкретно некои ласерски третмани. Дали сакаш да објасниш во однос на тоа, во однос на третманите нешто повеќе за да оние кои што ќе го гледаат ова ќе слушнат од тебе директно, некој што еве тоа го пробал и јавно го кажува? Не знам многу стручно да објаснам, знам само дека не секој знае да работи со ласер како што треба. Од она што го имам слушнато и разбрано од докторката, знам само дека таа држи обуки за тоа што го прави на мојата глава во цел свет и за тоа апсолутно и верувам и мислам дека таа најдобро би објаснила, ако зборуваме за доктор Наташа Теовска која што е во Ремедика и би можела да подобјасни малку повеќе таа лично. Стварно не би навлегувала во сите третмани што таа ги прави. Дали може секој кој што се соочува со ваков тип на проблем да го примени овој третман и метод? Па јас мислам дека штом таа има надеж за мене, а јас сум кренала раце веќе многу одамна на оваа тема, веројатно има надеж за сите. Кажа дека 3 месеци горе-доле се поминати од првичниот третман. Кажа дека се добри резултатите. Значи можеме да очекуваме за 3 до 4 месеци веќе Цеце да има некоја кратка шизичка фризура? Не знам, јас исто си замислувам околу Нова година, ама сега мислам дека малку рано, се уште рано или можеби ќе се случи за 1 месец некој бум, не знам. Исто паралелно почнаа да ми растат и вегите, бидејќи имам направено јапонско исцртување и тоа е доста интересно.
Така што не знам, онака сакам да се замислам како барам фризер и како ги прашам другарките кој е најдобар или не знам кој шампон, затоа што сега не ми е тоа баш нешто многу битно. Не знам, страх ми е да кажам да, па после да не се случи не, ама се надевам дека ќе биде така. Дали беа континуирани третманите или се правеа некои паузи? Третманите се прават во принцип еднаш неделно одам на таа ласерска терапија која што е паралелно, нели, примам некои други суплементи, некои креми кои што треба дома сама да си ги нанесувам. Така што поинтензивно се гледам со докторката, почесто од што мислев. Да, мислев дека можеби ќе треба да одам еднаш месечно на таква ласерска терапија, но таа процени дека треба еднаш неделно да одам. Ајде, можеме веќе да кажеме и посакувам да биде така дека овој проблем веќе некако го оставаш зад себе. Ќе биде ли наскоро цеце нова цеце, не во смисла на физичкиот изглед, тоа секако ќе се препозна, меѓутоа дали нешто ќе се смени внатре во тебе, во твојот карактер, во твоите размислувања, во твоите чувства? Јас секогаш мислам дека ќе останам Цеца Николова. Сакам само да бидам подобра верзија од себе, а нешто што ќе се промени веројатно ако ми порасне коса. Тоа би бил можеби мојот идентитет, можеби малце поинаку ќе изгледа мојот физички изглед. Но, што знам, јас сум јас секако, и со перики, и без перики, и со коса, и без коса, мислам дека тој што ме познава ќе каже дека сум иста секако. Што би им препорачала на оние кои што се соочуваат со ваков проблем, значи со алопецијата? Еве вака како некој што поминал долги години низ ова искуство, значи низ, како да кажам, можеби првично си кажувала во многу интервјуа дека нели можеби ти било тешко да излезеш вака без коса. Ставаше и перики, што би препорачала? Вака, јас сега од оваа перспектива, од оваа дистанца, веќе неколку години вака сум без перика и можам само да кажам дека луѓето секогаш ќе гледаат. Луѓето секогаш ќе се завртат, сите ние, јас ќе се завртам кога нешто ќе ми е специфично, само можеби малку посуптилно како направам тоа, но има многу несуптилни погледи и некако морам да признам дека не ми годи баш вниманието што го имам постојано, ама од друга страна ми е многу поважна слободата која што имам. Да излезам слободно, без перика, да не се замарам дали ќе ми се потфати некаде, дали врне, дали нели било какви временски погоди и непогоди. Така што да не знам кога во моментот кога ќе почувствуваат дека се спремни за такво нешто, да извадат периката, бидејќи јас не им велам сега одма сите да извадат периката, не знам што би се случило, треба да се подготват дека навистина луѓето кај нас знаат да се сурови со погледи. Може би нема да застанат и да кажат некој страшен коментар, може да прашат. Еве, например, ми се случува често да ме прашаат, да ме поврзат за жал со друга состојба и јас да треба да објаснувам. Или исто така многу често ми се случува да ми дадат некој лек, мислам не вака да ми го дадат, него да ми кажат што да направам, каде да отидам, иако јас тоа не го барам. Само нели културно ќе ги сослушам, ќе се заблагодарам и тоа е тоа. Не сум имала не знам кузна каква ситуација, иако претходно сум мислела дека не знам што ќе се случува. Значи можам да ги подготвам сите кои што носат перика дека само ќе имаат погледи постојано. Еве јас и не знам веќе колку време, не знам точно 2 или 3 години сум вака без перика и работам каде што работам и луѓето се уште се вртат да погледнат. Така што веќе се навикнав на тоа, иако нели реков не ми годи, ама сватив дека тоа сум јас, што да правам? Мора луѓето да погледнат нешто што е поинак. Се сеќаваш ли на моментот кога првпат собра храброст да извадиш периката? Како ти се чувствуваше тогаш? Да, првиот пат кога извадив периката во јавност беше кога отидов на една забава, иако следниот ден пак си ја вратив, ама тоа беше чисто да видам како ќе се чувствувам. Ми беше многу убаво затоа што тогаш бев обкружена со луѓе кои што имаа разбирање за мојата ситуација и знаев дека ако некој дојде нешто да ме праша, овие моите сега ќе му одговорат. Многу е важно навистина да имаме сите поддршка, да сме обкружени со вистинските луѓе. Јас за среќа ги имам постојано во животот луѓето кои што треба да ги имам. Ама првиот пат кога извадив периката и повеќе не ја ставив, ми беше многу стресно, искрено, иако многу се подготвував за тој момент. Кога требаше да отидам на работа, во точка тогаш работев и се подготвував да тргнам и се закочив пред зграда. А бев подготвена дека тој ден ќе одам. И цела ноќ, мислам, мирно си спиев, се беше во ред, ама кога дојде моментот некако се укочив и се јавив на колишката во точка, велам јас треба сега да дојдам без перика, мислам треба, не дека треба сама си го направив тоа, затоа што знам дека ако не направам така никогаш нема да излезам, само ќе пролонгирам непотребно. И некако, не знам, отидов на работа и веќе толку беше.
погледите си траја, нели, прашање, мислам тие траат и ден денес. Само што тогаш малку не бев навикната, вака гледав надоле само кога одев на улица, ништо не ме интересираше, ставав слушалки, тоа со слушалките ден денес ми останато. Не излегувам од дома без слушалки затоа што не сум секогаш расположена да застанам и да објаснам и да сослушам и да, нели, сите ние си имаме разни животни ситуации и не секогаш нели, сакаме да застанеме и да споделиме енергија со некого. Сега еве, како што разговаравме претходно, следува процесот на она што треба да биде за тебе нешто добро, нешто убаво, нешто ново. Верувам дека ќе бидеш пресреќна, меѓутоа дали си размислувала можеби ќе бидеш интересна ако секојдневно еве барем на ТВ екраните се појаваш со некоја интересна перика. Ба, морам да бидам искрена дека еднаш се појавив со перика затоа што станав едно сабајле и носев еден фустан кој што велам имам една перика многу добра кај стои со овој фустан. Ја ставам периката, особено затоа што во утринска програма нели не гледате со малку повозрасни лица и велам нив особено ова многу ќе им се допадне. Тоа беше мојата слободна проценка. И морам да признам дека го извадив од памет директорот. И се симна во студио да ме праша дали ова сега само ќе биде или секој пат ќе носиш перика, што ти се случи? Јас велам само сега ми одговара на аутфитот плюс нашите почитувани гледачи верувам дека се воодушевени. Така што ми е интересно да експериментирам сега веќе. Ама после мислам од кога ја ставив тогаш периката друг пат не ми текнало, веројатно не ми се погодил некој аутфит иако дома имам доста перики кои што можам да ги комбинирам, ама добра ти е идејата. Да, можеби ќе биде тоа добро и за тебе како лик, да станеш можеби препознатлива еве и по нешто такво, на пример. Секојдневно да се појаваш во некои интересни перики, јас знам дека имаш доста соработки, па може еве некоја убава идеја понатаму да реализираш. Инаку си неминовно ева да го спомнеме дека си дете без родителска грижа од СОС детското село и тоа гордо го кажуваш и секогаш со како да кажам, убави сеќавања, раскажуваш за детството поминато тамо. Како ти беше кога требаше да се одвоиш од таму и да започнеш самостојно да живееш? Вака, прво мора да кажам дека СОС детско село има неколку фази на згрижување и можеби најболна за мене не беше фазата кога требаше да излезам и да почнам сама да живеам, туку фазата кога се одвојував од мајка Наташа, кога требаше да преминам во младинска, можеби сега поинаку го формулираа тоа, но тогаш викавме младинска куќа. Тоа ми беше некако најболниот процес затоа што на некој мој 14-15 години требаше да преминам таму и секогаш се прашував зошто мора ова да биде вака. И многу ми е драго што после таа ситуација, бидејќи беше многу емотивно и сите вработени тоа го забележаа таму, после таа ситуација некако се донесе одлука во детско село дека тоа не мора да биде задолжително, дека секој дете мора да премине во младинска баш на 14 години, особено тој нели преоден период од основно во средно баш доста емотивен за сите нас, генерално, а не па нели во таква ситуација. Така што тие моменти некако така ми се врежани во сеќавање и тоа баш беше на 4 октомври 2015 ми се чини или 14, ама така 4 октомври ми стои врежано во меморијата. А кога веќе стана полнолетна и кога мораше да излезеш од таму и да започнеш самостален живот, како тогаш Цеце се снајде, бидејќи знам дека си многу храбра, дека си многу борбена, дека многу се трудиш, дека си амбициозна, дека работиш 500 работи нели за да можеш да финансиски да опстоиш. Јас искрено, бидејќи во младинската куќа кога живеевме, тоа е сосема поинаков начин на живење од нели семејната куќа во детско село. Таму е некако полусамостоен начин на живот и таму се учиш да готвиш, да переш, да пеглаш, да си платиш сметки, да трошиш пари нели се тоа. Јас некако веќе во 3-та година средно едва и чекав да наполнам 18 години да живеам сама, бидејќи живеевме 15 луѓе во голема куќа, ама некако тоа многу ме истрашуваше и сакав сама да живеам. И никогаш не очекував дека, мислам во прва година, например, или пак предходно, дека некогаш ќе кажам, едва чекам сама да живеам, едва чекам да излезам од тука. Мислам, не дека ми било лошо, туку сум се чувствувала подготвена да почнам сама. Но, кога почнав сама да живеам, тогаш сватив колку е сериозно и колку леле сега чека дали ќе ми стигнат пари, постојано се пресметував, постојано мислев дека нема да успеам и дека ќе завршам на улица. Стравот на децата без родители најголем, кои што живеат под кири, секогаш е дека ќе останат на улица, особено ако немаат биолошки сродници. Мислам, не дека јас немам, но никогаш не се надевав дека нели треба да живеам со нив или кај нив или дека ќе ми помогнат на било каков начин.
И за среќа никогаш не останав на улица, туку успеав да се снајдам, да се изборам за себе и се уште се борам. Мислам, не се чувствувам дека сега нешто, кој знае што сум направила од себе, допрва мислам дека ќе работам на тоа. И сега ќе ти пустам едно малку чувствително прашање, меѓутоа знам дека секогаш си објективна и секогаш отворено говориш за сето она што ти се случувало досега. Знам дека после известно време твојата мајка ти ма исконтактирано и побарала со тебе да пие кафе, од кога те видела дека си веќе во медиуми, дека си станала навистина успешна личност, како да кажам, своја, значи не си отишла по некој лош пат, значи навистина се изградила во една вистинска дама која што успева сама да се справи со секојдневијата и со предизвиците. Дали кога би бирала повторно Цеце, она мала Цеце, да остане таму или да биде со својата мајка, што би одбрала? За жал или за среќа, јас не сум бирала, бирал некој друг. Бирал Центарот за социјални работи, кој што одлучил, и фала Богу што одлучил, дека јас не треба да живеам со мојот татко, а мојата мајка ме оставила кај мојот татко, така што тоа е вистинската приказна колку и да таа во животот пробува да ми наметне нешто друго. Јас да би бирала, веројатно секој дете би избрало да биде покрај својата мајка. Како деца не знаеме дали воспитувањето е добро, дали начинот на живот е добар, едноставно сакаме да бидеме до нашата мајка и татко. Така што како дете сигурно би одбрала такво нешто, но драго ми е што сега никогаш не мислев дека ова ќе го кажам, ама еве на мои 28 години, драго ми е што кога сум имала 2 години, Центарот за социјални работи одлучил дека јас не треба да живеам таму и дека треба да ми се најде друг пат. И така нели тргнала приказната со домот за бебиња во Битола, па потоа во селото Манастирец, па потоа во СОС детско село, за моја среќа, нели најголемиот дел од детството го поминав во детско. Немаш никаква комуникација со твоите вистински родители? Па со мајка ми немам. Мислам не дека имам и со татко ми, него сега дека зборувавме за неа, немам апсолутно никаква комуникација и некогаш чувствувам вина за тоа, иако сум се обидела на сите можни начини да се обидам да го изгладнам тој однос, да имаме барем пријателски, иако тоа можеби кој знае како ќе звучи за вашите слушатели. Нели со мајка ти да имаш пријателски однос, треба да имате поинаков однос, но јас немам чувство дека таа ми е мајка. Јас имам такво чувство за мајка Наташа, како таа жена да ме родила, затоа што јас откако знам за себе, таа жена била покрај мене и ме носела на сите можни прегледи, по доктори со мене, плачела кога ми паѓала косата, значи доживеала трауми од мене само затоа што одлучила дека ќе чува деца без родители. Буквално воопшто не морала да помине ни сето тоа со мене, а и со уште милион други деца. Сега дали е Цеца влюбена? Дали сум заљубена? Па не. Сега треба да кажам, јас сум заљубена во животот. Ќе кажам дека сум среќна и исполнета. Дали овој проблем ти представува проблем во однос на партнер? Не, но кога сум била тинејџерка, секогаш сум се плашала дека партнерот нема да има доволно разбирање за мене и дека мислам дека имам кажано во една ситуација дека кога ќе се заљубам во некого, на крајот сум велела сега имам јас една тајна. Морам да ти кажам дека јас уствари носам перика и сум очекувала кој знае каква реакција и дека ако немала реакција, онда тоа е тој. Така што не сум имала некои многу страшни ситуации. Сум имала можеби 2-3, но не толку страшни и не би ги споделувала јавно, затоа што нема потреба да се придава на значење. Да. Ме интересира како одбра да бидеш дел од медиумскиот етер, значи кога ти се јави желбата да го работиш ова што го работиш? Ти благодарам, баш никој не ме прашал тоа. Јас во детско село, уште кога бев дете, секогаш сакав да настапам кога доаѓаа гости, бидејќи многу често ни доаѓаа гости, инаку донатори, на кои што требаше нели некако да им се заблагодариме, дали ќе биде тоа со некој рецитал, дали ќе биде со некоја точка, јас секогаш сакав да бидам тука главна. И така бев многу пати водител. Имав настапувано со, бидејќи бев дел од клубот Ритам Плюс, имав партнер, играв латино уште од дете и бевме главни со Артан. И така, често ми се наоѓаа разноразни улоги, ама некако најмногу се пронедов во водителството и до некои 20 години ми беше страв гласно да кажам дека јас сакам да бидам водител. Свелам, кој ќе ме свати мене сериозно, дека јас сакам водител да бидам или дека сакам да работам новинарство, иако немам завршено новинарство. Така што
во еден момент, кога сватив дека сум многу неисполнета, несрекна, дека сум запишана на сосема погрешен факултет, дека одам некаде каде што ми се враќаат нозете, реков јас ќе кажам на глас на луѓето на кои што им верувам, кои што може да ме помогнат, па што се случи, нека се случи, и еве што се случи. Кој беше првиот твој ангажман? Првиот ангажман беше во Точка порталот, каде што пишував 5 години. Паралелно со тоа работев со Ивце Пивце во детска емисија, имав некоја интересна улога таму. Од таму ме препознаа во Сител, почнав да работам во утринската на Сител. Прв пат таму сватив што е линк, што е вклучување во живо, како се држи микрофон, како се зборува, како се гледа во камера и цел тој однос со телевизијата. Потоа имав некој краток ангажман во Алфа и на крајот дојде Канал 5 како круна, каде што го работам најмногу тоа што го сакам. Таму сум водител во утринската. Што ја прави Цеца среќна? Што ме прави среќна? Ме прават среќна луѓето околу мене. Ме прави среќна долг разговор со некој кој што ме разбира, длабок разговор, значи да не е површно како си супер, како ти помина денот, туку навистина како се чувствувам и како другата страна се чувствува, како навистина ми поминал денот, што навистина се случило. Тоа многу ме исполнува, затоа што јас сум девица и сум детална многу. Ми исполнува многу латино, сакам кога играм латино, еве сега тоа почнав пак да го правам и сум многу среќна за тоа. И сум среќна кога знам дека сум имала успешен работен ден, дека сум направила нешто продуктивно. И најсреќна можеби ме прави мојот мачор Симба. Едва чекам да ми заврши денот и сите обврски и да се гадам со Симба. Има ли нешто што најмногу се плашиш или нешто што многу вака некој страв можеби што ти е во живот? Мојот најголем страв е загуба на блиски луѓе. Мислам дека сите ние си го имаме тој страв, не знам како се победува, можеби само треба да не знам како се победува, ама дефинитивно го имам, особено за луѓето кои што премногу ги сакам. И однапред замислувам некој сценарија кој што не треба да ги замислувам, ама за тоа се тука психолозите да ги решат тие проблеми. Како се справуваш со сите обврски што ги имаш? Па, добра организација. Добра организација на време. Сакам да се потрудам да сработам се и да имам време за сите што ги сакам, иако често немам и знае да ми се налутат, ама се трудам да најдам некој баланс. А каде ја обновуваш енергијата од сите обврски? Со Симба. Пак ќе кажам, Симба ми е тој кој што ми ги полни батериите, како и да звучи, сите кои што имаат милинича ќе ме разберат, особено тие што имаат мачки, нели нормално. Така што така ја полнам енергијата, чисто сакам и да сум сама, да си ги сумирам сите работи кои што ми се случуваат. Сакам да пишувам работи кои што само јас ќе си ги прочитам. И така, да бидам со себе, да бидам во мир со себе, колку и тоа да звучи клише, навистина во последно време мислам дека се злоупотребува малку таа фраза, ама да бидам окей со себе. И сега се занимаваш и со инфлуенсерство, колку што можеме да забележиме, многу си присутна на твојот Инстаграм профил. Колку внимаваш на тоа што пласираш, нели секојдневно на стори на профилот, заради тоа што нели некако инфлуенсерите како да ги наметнуваат работите еве и на помладите луѓе, како да ги следат вашите препораки или начини на живот и така натаму. Да, морам да признам дека оваа работа, која што ја работам, зборам во Канал 5, ми донесе навистина многу публицитет и ако порано не сум внимавала што објавам и како се изразувам, сега секој зборче по 10 пати го препрочитувам, заради тоа што луѓето сваќаат се здраво за готово. И јас често сум саркастична и многу внимавам дали луѓето ќе го разберат мојот сарказам, за сега го разбират, иако не претерувам со истиот. Ама да, многу мора да се внимава и многу не внимаваат и многу ми е жал за тоа, бидејќи младите па и повозрасните буквално не сваќаат здраво за готово. Тоа што ќе се препорача, крај, тоа е, нели ако ми веруваат мене, значи дека ќе го пробаат производот или ќе пробаат она што јас го препорачувам. Не сум премногу навлезена во инфлуенсерскиот свет, но толку колку што сум, навистина се трудам да бидам внимателна. Каде ја гледаш Цеца за некои 5 до 10 години? Каква Цеца ќе видиш за 5 до 10 години и каква Цеца посакуваш да видиш? Леле, ова е многу тешко прашање, бидејќи се учам некако да живеам денес. Јас цел живот сум преоптеретена со тоа баш што ќе се случи за 5 години, а сега во последниот период сакам малку да се опуштам и да уживам во тоа што ми се случува сега.
Уживам во работата која што ја работам. Паралелно работам и во Точка, сум и во Канал 5, Инстаграм е тука се сите луѓе кои што ги сакам. Така што пробувам да најдам време за се и да уживам во моментот. А за 5 години каде би била, не знам, некогаш си велам можеби нема ни да сум во Македонија. Не сум срекна за тоа. Некогаш си велам кој за што ќе направам за 5 години од сега. Но би сакала да останам во Канал 5 и би сакала да останам срекна. Тоа некако ми е најглавно во животот, да останам срекна. Ако ова што го правам ме прави срекна и за 5 години би го правила исто така. Ако не ме прави срекна, веројатно би нашла нешто друго што ќе ме прави срекна. Гледаш во некоја брачна заедница? Би сакала, да, но не знам. Леле сега за 5 години кога ќе ми го извадите ова интервју. би сакала, но ќе видиме, не знам. Не можам тоа да го планирам, не сакам да го планирам, сакам се да дојде тогаш кога треба да дојде.